Амандман се однесува на обезбедување средства за дислокација на дивата депонија Буково во општина Охрид и за преземање мерки за ревитализација на земјиштето. Се работи за депонија за која во изминатите години е доволно зборувано. Би нагласила дека овој амандман исто така е поврзан и со уште еден амандман поднесен од моја страна, а тоа е изградбата на регионалната депонија во југозападниот плански регион. Имено изградбата на овој регионален центар за рециклирање на отпад се најавува уште од далечната 2010 година, односно добри 14 години ниту една власт не успее да изгради современ центар за селектирање и рециклирање на отпад. И токму заради тоа го поднесовме овој амандман за да не чекаме уште 14 години за жителите во Охрид да не мора повеќе да се трујат од запалена депонија на која никој не знае каков отпад и од какво потекло таму се депонира. Јас лично сум била и на депонијата Буково, тоа представува една еколошка бомба, една еколошка катастрофа која буквално демне над нашиот УНЕСКО регион. Ке потсетам дека и препораките на УНЕСКО и тоа и претходно и тука сигурно сум дека е кажувано беа ова депонија да се затвори до 2020 година. Од тоа што сум јас запознаена воопшто во однос на изградбата на оваа фабрика за рециклирање на отпад, уште нема никаква најава за отпочнување на тој проект. Исто така морам да потенцирам дека тука потврлат и општините, затоа што во однос на дислокацијата на овие депонии и изградбата на овој регионален центар имаат обврска и општините, тоа е во однос на таа примарна селекција на отпад која мора да почне од самата локална самоуправа. Од податоците кои успеав јас да ги најдам е дека единствено само општина Прилеп во југозападниот плански регион има воопшто воспоставена ваква примарна селекција на отпад, додека ниту една друга општина, вклучително Струга, Охрид, Битола, Крушево, нема иницирано никакви мерки. Од тој аспект ќе потсетам дека и во минатото и како опозиција актуелната власт организираше дури и протести за дислокација на оваа депонија, па јас искрено се надевам дека нема и за буџетот 2026 година повторно да говориме за дислокација на депонијата Буково.